кажете ми, господине Тортевски, вие пред некој ден ми се чини напишавте во однос на свадбите кои беа, значи и на господинот Саша Богдановиќ и на Амди Байрам за неговата внука која направи во Турција. Вие кажавте дека таму нема само морална, туку има и кривична одговорност. Сега, од нашата влада кажаа дека тие па кривична не гледаат, бидејќи тоа е направено во друга држава, според други закони, и се чини дека тука има спротивно мислење. Само запишете, ако не ја гледаат емисијата, нека го прочитаат членот 31 од Законот за кривичниот законник, каде што стои, тоа е лекција која што се учи на факултет, гласи просторно важење на законите. Нашите закони се однесуваат на прекршување на законите, таму каде што сторителот работел, бил должен да работи, или ако последиците настапиле кај нас. Значи, некој што убил човек тука, надлежни сме ние, ако некој требало да спаси некого, не го спасил, исто сме надлежни, и некој ако нешто направил во странство, а последиците дошле кај нас, повторно е надлежно нашето законодавство и нашите државни органи. Еве, хипотетички, само еден случај, тоа се вика во науката кривичното право и во правото аргументум ад абсурдум. Значи, ако во автобус, што влегува во Македонија, на било кој граничен премин, на 100 метри пред граничниот премин, некој уфрли вирус од ебола, автобусот ќе влезе во Македонија и за 5 дена ќе имаме, како што сега имаме, пред некој ден имавме, доскоро имавме само по 400, сега имаме 600 и кусур, многу веројатно дека овие 200 ни се практично чеис од свадбите. Значи, ако уфрли некој вирус на ебола во автобус кој што ќе влезе во Македонија, ајде, вие што мислите? Дали македонските државни органи имаат право тој човек да го судат? Нормално дека имаат, заради тоа што вирусот ќе влезе во Македонија, независно што сторителот дејствието го направил на територија на странска држава. Или уште еден случај друг. Може ли туристичка агенција овдека да земе девојчиња, да ги носи во Авганистан, каде што е дозволено да се регистрираат на 12 години? Значи, таму е поинаков законот. И да ги врати од таму трудни или со мажи и тука да го толерираме тоа. Значи, последиците каде што делуваат, надлежно е и тоа законодавство. Ние сме надлежни во случајот на Амди Байрам. За господинот Богдановиќ имам други забелешки, за символиката која што беше таму и сето тоа, меѓутоа тоа е надвор од кривична одговорност, тоа е повеќе во политичка. Не знам, свадба не видов дека правеле, видов дека има регистрација. Меѓутоа, Амди Байрам 600 луѓе на брод, кога сите знаат дека на свадбите најмногу се пренесува вирусот, и кога 370 гости се од Македонија однесени таму, и сега да се правиме недоветни дека делото е направено во Турција, ама сега за некој ден ќе имаме и 2000 луѓе, веројатно, и кластер, многу веројатно дека ќе имаме. Значи, ова е целосно непознавање или пикање на главата во песок. Тогаш, со кое право? Еве, јас во студиото сум овде и на улица носам маска. Наложено е и ја носам на улица. Воопшто не размислувам дали делува, дали не делува, дали треба или не треба. Едноставно треба да ја носам и ја носам. Меѓутоа, да организирате трансфер на 370 луѓе, за да го изиграте законот кој што кај нас забранува свадби, да направите свадба и сватовите за 2 дена да ги вратите во Македонија. Молам, чисто кривично дело. Тука нема дилема.